Тие се дедо и внука, соочени со различни грижи. И за себе, и за другиот. Грижи за сегашноста и за иднината. Може би ги раздвојуваат годините, но ги спојува неизвестноста на утрешниот ден. Овие проблеми што ги имаме како генерација, јас искрено не очекувам дека ќе се решат во наредните неколку години, дури и понатаму, и затоа иднината ја гледам надвор од Македонија. За нас старите при крај е иднината, ама за младите е тешко за вработување, бидејќи се затворени многу фабрики. Различните генерации се поврзани во единствен економско-социјален систем. Одржлива грижа за постарите многу потешко ќе се обезбеди ако не се најде начин да се задржат младите. И ако тие самите не се вклучат поактивно во барањето решенија за своите проблеми. Една земја и едно општество се гради и се унапредува постојано, но оние што го граделе долги години досега треба да им се олесни товарот, а на нивното место треба да се вклучат нови луѓе во изградбата. Звучи многу лесно и природно. Илјадници години на овој начин се развивала човековата цивилизација, но не е секогаш така. Затоа се потребни добро осмислени политики за генерацијските предизвици. Република Северна Македонија има 324.000 пензионери, а 280.000 се членови во Сдруженијата, односно Сојузот. Тоа е една голема целна група на која не треба да се гледа само како статистичка бројка или кога се говори за пензионерите само се мисли на проблем, туку да се бара решение. Што е она што им недостасува? Им недостасува секако дека подобра материјална и социјална сигурност, подобри услови во доменот на здравственото осигурување и здравствената заштита, промена на односот кон зголемување на грижата кон возрастната популација од страна на општините, бидејќи еден дел од нив мисли дека здруженијата треба на нив да им помагаат, а не обратно. Во минатото сите генерацијски проблеми се решавале во традиционалното семејство. Различни генерации живееле под ист покрив и се грижеле едни за други, од најмалите до најстарите. Индустриализацијата, модернизацијата на општеството и другите фактори, како преселбите, придонесоа за многу голем број семејства таквиот живот веќе да не биде возможен. Но потребите од меѓусебна грижа останаа. За да се постигне тоа во овој динамичен, брз и променлив свет, неопходно е во грижата да се вклучи и системот, институциите. Би требало да се подобри социјалниот живот на самото население. Од кога велам социјални живот, тоа се однесува на подобрувањето на образовниот процес, на здравствената заштита и на инфраструктурата во местото каде што живее. Значи, треба да се приближи семејството и работата во локалната заедница, во таа смисла што треба секој поединец да има пристап до образование, до здравствена заштита, до квалитетен живот. Истражувања поддржани од Европската унија покажале дека проблемот со осаменоста на старите лица и со психосоцијалните последици од неа сега е поголем во Источна и во Јужна Европа, отколку во Западна Европа. Причината за тоа е што овие земји се економски послаби и нивните институции потешко ја недоместуваат сигурноста и грижата што порано обезбедувало традиционалното семејство,
а која сега е неостварлива поради работните обврски или иселувањето на помладите. Ова е проблем што се манифестира и кај нас на разни начини. Зарем не е јасно дека возрастното лице бара промена на односот, да биде попријатен, поблизок, покорисен помеѓу младите и постарите, бидејќи едно ало за еден возрастен, сам, осамен пензионер многу значи. Тука, за да сето тоа се остварува, се наметнуваат и другите прашања, како што е, например, дали пензионерот треба да чека во редици пред банките, дали треба да чека во амбулантите во големите редици, дали треба тој да чека за место во автобус, дали тој треба да плаќа провизија во банките, бидејќи треба да е јасно дека пензија и плата не е исто. Своевремено напуштањето на старите лица се случуваше како последица на миграцијата село-град. Но последиците не беа толку драматични, затоа што помладите генерации сепак беа географски блиску до нивните родители, со повеќе можности редовно да ги посетуваат и да ги одржуваат контактите со нив. Сега, кога таа миграција подразбира оддалечување од родителите од најмалку 1000 километри или преселба во прекуокеански држави, напуштеноста станува поочигледна. Затоа улогата на институциите станува се поважна. За успешно да ја остварат, треба да ги подобрат своите капацитети. Во однос на сместувачки капацитети, ние сме многу зад европските стандарди. Значи, покриеноста со сместувачки капацитети во однос на старото население треба да биде од 3 до 5%, значи да има безбедност покриеност со легла, што не е случај во нашата држава. Нашата држава има некако 0,6% се обезбедени со институционално згрижување. Од институции постојат само 4 установи со некако околу 430 легла и еден дневен центар во населба Чашка. За 10 години, колку што се спроведуваше стратегијата за заштита на старите лица, се отвори еден нов дом во Берово со 30 легла, но и 34 приватни установи за згрижување, бидејќи државата даваше поддршка на таквите иницијативи. И бројот на дневни центри се зголеми од 1 на 11. Европската унија се занимава со генерацијските политики најмалку 40 години. Уште во 1980-тите станало јасно дека поради подобрените животни услови, луѓето ќе имаат поголем животен век и ќе треба да се најде решение за нивните економски, социјални, здравствени и други потреби. Денес, околу 1/5 од жителите на Европската унија се на возраст над 60 години. Нема единствени политики за тоа како треба да се постигне достоинствениот живот на повозрастните или добрите услови за напредок и професионално остварување на младите. Плановите и документите на Европската унија предвидуваат да се работи во овие насоки, но државите членки се задолжени да го најдат најдобриот начин како да ги обезбедат ovие права на генерациите. Шведска често се споменува како една од оние што најуспешно ги води овие политики. Att vi jobbar utifrån individens intresse och behov. Och det är varje persons behov som en myndighet alltid går igenom och säkerställer så att vi kan ge den vård och omsorg exempelvis som den enskilde har behov av. Во Малме, околу 7000 стари лица живеат сами во своите домови и добиваат редовна поддршка. Луѓето од институциите ги посетуваат и им помагаат со чистењето, перењето алишта, купувањето и со другите домашни обврски. Така редовно се одржува контакт со нив и ако некој има потреба од поголема грижа, му се помага на поинакви начини. Man behöver inte bo på institution för att få all vård och omsorg som man behöver. Men man kan ju säga så här, Jacqueline, att vi hjälper cirka 10 000 äldre varje dag med insatser och ungefär så bor 8 000 i sin egen bostad och cirka 2 000 äldre bor ju i ett särskilt boende i Malmö stad idag. Ниту е возможно, ниту е потребно сите стари лица да живеат во установи и под надзор. Домашната поддршка се покажала како успешна во многу земји. И нашите институции се свесни дека овој модел дава подобри резултати, опфаќа повеќе луѓе, а троши помалку ресурси. Треба фокус да се дава на развој на алтернативни форми, например, као дневен престој, центар за давање помош во домашни услови, што повеќе би бил карактеристичен, например, центарот за
рурални општини од развиен тип, например, тоа се мобилни тимови што ќе изгледат у пресрет на некое старо семејство во ризик со цел да му пружи елементарни услуги во вид на набавка на лекови, набавка на храна. Главните проблеми што измачуваат нашата генерација, морам да кажам, е тоа што немаме многу просперитети овде, како млади луѓе во области на науката, книжевноста, уметноста и така натаму, не ни се нудат многу опции. Целиот квалитет на живот, мислам дека треба се стави во прашање тука и дека треба полека да ги тргаме ние работи како само финансите. Финансите се еден дел од можеби некоја материјална работа што го подобрува квалитетот на живот, но се она што е како граѓанско движење, како активизам и се она што е слобода на говор, мислам дека треба тоа да се стави во целкуп за да добиеме една слика зошто младите се иселуваат и да почнеме да работиме темелно на тоа. Политиките што ќе ги направат младите активен и продуктивен чинител во општеството ќе донесат економски раст. Тоа ќе помогне да се водат поквалитетни и посеопфатни политики за се друго во општеството, вклучително и за заштита на правото на достоинствен живот на постарите. Но за младите да донесат позитивни промени, треба да почувствуваат и позитивни резултати од нивната работа и залагање. Тука доаѓаме до клучниот проблем – иселувањето. Со големите можности и со големата побарувачка на млада и квалификувана работна сила, станува се потешко за државите што се поназад во економскиот развој да ја задржат генерацијата што треба да продолжи да го гради општеството. Примамливата понуда да го добијат денес во некоја друга држава тоа што во својата земја би требало да го градат за воиднина да го имаат, тешко се одбива. Еден од најголемите проблеми е секако иселувањето на младите кои за жал не е само кај нас во нашата држава, него е и на поглобално, пошироко ниво. Има многу млади луѓе што имаат сериозно добра финансиска поддршка и плати, но не се пред тоа највише треба да земе на едно, она што се вика живот. Целиот живот, целиот систем што треба да работи за одржување на нормален живот. Збориме за квалитет на живот. Квалитет на живот не е само финанси, квалитет на живот е и чиста животна средина, чист воздух за дишење, оние основни човекови права како што се почитување на човекот како едно битие и оние демократски права кои што може да се изразат јавно. Многу млади луѓе се имаат тидано и поради моменти на дискриминација. Од многуте проблеми со кои што се соочуваат младите лица во земјава, посебно се истакнува еден – образованието. Од него тргнуваат сите други, како квалификациите и можностите да се дојде до задоволително вработување. Иако ние сме таква една држава што ја гледаме нашите идни на рамо до рамо до сите оние развиени земји, мора да почнеме од образованието. Таму ги гледаме проблемите, сметаме дека тоа треба многу да се работи, треба да работиме во континуитет на кадри во образованието. Многу често сме сведоци дека поради политички околности се менуваат и разни раководни структури, така што тоа на крај доаѓа во една ситуација каде што нема континуитет на работењето на дел од институциите. Ако државата не се ангажира доволно, на младите им останува да се самоорганизираат. Кипар е една од земјите на Европската унија каде што младинското движење е мощно и активно и влијае врз политиките за подобрување на животот на младиот човек. Фокусот слично како и тука е на работата и на образованието. Young people do have opportunities, fortunately, to expel their career growth and get into employment, but we need to keep our eyes open when it comes to those opportunities, and of course we need more and more support from the government when it comes to youth unemployment and in finding ways to basically lower the percentage, lower the number of young people that are unemployed and that they do not have access to employment opportunities and so on and so forth.
Методите што ги користи кипарското младинско движење се специализирани групи за различни проблеми, особено за оние што најмногу ја засегаат младата популација. Also, we are lucky to have two more or less newly formed working groups. The one is for youth, for the recognition of youth work in Cyprus, and the other one that is older, or let's say a bit behind that, is the working group for the recognition of non-formal education. Комуникацијата во одлучувањето е еден од клучните елементи што ја унапредил грижата за возрастните лица во Шведска. Никој таму не носи одлуки што им треба на нив, туку тие самите кажуваат. Vi kan se att de personer som har behovet av oss att få hjälp med ett särskilt boende eller en särskild omvårdnad i sitt hem eller så, den personen får den hjälpen och stödet som man behöver. Så att jag ser inte det som att det finns några speciellt stora problem eller utmaningar kring det. Секој ден Гизела Грин ги надгледува сите операции поврзани со заштитата на старите лица во градот Малме. Под нејзина надлежност е развиен систем со разновидна помош, од згрижување до помагање во сопствените домови. Во Шведска грижата за постарите е обврска на локално ниво, што е предност, бидејќи помошта така е подиректна и комуникацијата е понепосредна. Општините што не можат да постигнат, можат да побараат државна помош. Но така би признали дека се неуспешни, па секогаш го даваат најдоброто што можат. Malmö нема проблеми со успешноста поради една едноставна причина. Men den stora delen av Malmös befolkning är fortfarande väldigt ung. Vår snittålder i Malmö är cirka 35 år. Овој податок го покажува клучниот ресурс за успешноста на овие програми, младите. Не само што не се спротивставени интересите на двете генерации, туку најдобро ќе се заштити едната генерација ако се поддржи другата. Во понатамошните политики кои треба да бидат креирани на ниво на државата би требало да се синхронизираат и правата на младите и правата на возрастните лица. Значи не треба да се двојат и треба да има таа меѓусебна поддршка меѓу младите и возрастните, солидарна поддршка внатре во генерацијата, но и меѓугенерацијска поддршка кај самото население. Креирањето на тие политики е невозможно без да се вклучат оние на кои што им се наменети. Генерациите докажале дека знаат да се организираат и знаат што им е потребно. Велат дека може да се снајдат без политичарите, полесно отколку што политичарите би се снашле без нив. Доколку властите не игнорираат или не повикуваат на диалог, а се работи за важни прашања за пензионерите, ние тогаш действуваме на свој начин. Пензионерите знаат и сами да се организираат, и за илустрација би навела дека пензионерите години наназад формирале солидарен фонд со тоа што се договориле да издвојуваат дел од својата пензија и кога ќе почине пензионерот, тој за да го заштити семејството, на семејството се исплаќа одредена сума на средства. Ние воспоставивме слободна линија на која два пати во неделата пензионерите може да се јавуваат на број 023 213 227, каде што добиваат одговори од стручни и компетентни лица. Само помошта и само организирањето се добри, но не можат целосно да ја надоместат институционалната грижа. Можат само да ја дополнат преку диалогот. Sverige är ju mycket för demokrati och inlyssnande från medborgarna oavsett ålder i Sverige. Och i Malmö har vi ju en hel del dialog med de äldre där vi förhör oss om vad är det för intresse man har, vilka aktiviteter är möjliga och så vidare. Och så försöker man alltid i staden tillsammans att utveckla möjligheter, aktiviteter för de äldre. Поради својата природа, креирањето на младинските политики е многу посложен процес. Причината е што тука се потребни одлуки не само за сегашноста, туку и за блиската и за далечната иднина.
Затоа и младинското движење мора да биде поразновидно и поразгрането. Што ќе се соединиме сите заедно во мисијата и визијата на Советот, работиме за едно подобро општество, едно подобро утре на младите во различни сфери. Делото на организации кои се работат во сферите на образование, животна средина и сите ние различни сфери што се интересни, што влијаат на животот и на граѓаните, но посебно на младиот човек. Тоа е друга важна работа, што целосно учествуваме во процесите, односно се наметнуваме да учествуваме во сите процеси на креирање на младински политики на локално и на национално ниво. Ќе се обидуваме баш онака од една страна грасрот да работиме на терен, а од другата страна да делуваме целосно во законските регулативи во подобрување на статусот на младиот човек. И нашите институции знаат дека најдобро се водат младинските политики со младите на чело. За да се случи тоа, треба поголема доверба во генерацијата. Треба повеќе да ги оставаме младите да сами созреваат и сами мислат и сами имаат своји одлуки да носат во текот на своите младински години, млади години. Кај нас уште сме, нели, да кажам, ограничени во тој чекај младци, што мисли мама, што мисли тато, родителите. И тоа е, да кажам, оној балкански менталитет за нас, дека треба што повеќе посамостојни да се, нели, сум живеел во Шпанија, Скандинавија, секаде сум живеел и веќе многу порано они се самостојуваат и си го трасираат својот пат. Што помалце ние им се мешаме за својот избор, кога веќе, нели, почнува да созреваат тоа што каже, по-добро ќе биде за нашето општество и по-ефектни ќе бидат младите и треба повеќе да се користи. Кога младинското учество во креирањето политики се сведува на учество на младите во политичките партии, се појавува еден проблем. Подмладоците на партиите растат, но мотивите за приклучувањето на младите кон нив често се надвор од сферата на политичкото дејствување и се поврзуваат со лични интереси и екзистенцијални прашања. Се појава ризик дека партизацијата всушност го пасивизира младинското движење. Многу големи се политичките подмладоци, за да можеме да генерализираме. Има луѓе што се приклучуваат од идеологија, има луѓе што се приклучуваат можеби од личен интерес, но мислам дека најважно е да се насочиме кон сите оние што се приклучуваат ради идеологија од било каков тип, при кој што работи политичката, нивната политичка опција. Се она што е можеби од интерес, можеби не се секогаш само виновни. Ние знаеме и знаат многу да ги окриваат сегаш младите дека се виновни за такви работи. Мислам дека тука треба целиот систем да се доведе во прашање зошто е тоа така, да го поставиме прашањето. Дали можеби бидејќи немаат друга опција или дали можеби младите мислат дека може да се вработат само ако се дел на политичка партија. Партизацијата во работните места, во администрацијата и слично, мислам дека треба да го сватиме како сериозен проблем, кој што беше начинат и од Европската унија, но и во неколку извештаи што ги имавме од Европската унија. Така што сметам дека мислам дека е време веќе да тргнеме на призма и вината од младите луѓе дека се приклучуваат со мотивот за вработување и да почнеме да работиме на тоа зошто е тоа така и дали може би имаме нека системска грешка, каде што сите оние добри и образовани кадри не може да најдат друг начин. Додека во малото македонско општество партиските подмладоци бројат десетици илјади членови и ги прославуваат своите манифестации во големи спортски сали, во Шведска им е се потешко да ги убедат младите да влезат во партиите. Unfortunately, I think that's quite common for many countries is that we see like a decline in interest from young people to actually being involved in politics. I think for many young people today, they are more interested in like more activists than politics. They think that politics is boring. So we see that many they're looking for other kind of challenges than just joining a political parties. Ова е генерацијски предизвик во шведската политика. Примерот што го постави средношколката Грета Турнберг им покажа на младите дека можат да влезат во политиката на поинаков начин, преку активизмот и да бараат конкретни решенија сега и веднаш, да прават нешто опипливо, наместо да седат во партиите и да го чекаат својот ред зад постарите. For the young people who actually join a political party, I mean, there is really like important for us in the older generation to show them, to support them, to show them that it's that they are doing the right thing and they should never doubt themselves. They should definitely go for a career in politics. Во Медитеранот пак работите се прават поинаку. Таму младите прават своји политички организации и бараат да бидат слушнати. Young people and youth organizations here in Cyprus can get involved in policy making in several ways. Cyprus Youth Council gives the space
to the young people to express their concerns, their ideas and their suggestions through different projects and of course with the meetings we have with stakeholders. Постои младински парламент на Кипар, како и младински дипломатски совет. Преку нив, младите луѓе седнуваат на маса со политичките лидери и се борат за политики што ќе им овозможат подобра иднина во земјата. Диалогот е успешно воспоставен, а следниот чекор е да се постигнат ефектите од него. People ask us, even young people ask us how successful we are, how successful are young people in getting their interest represented in the decision-making processes. And to be honest, the answer lies in between yes or no, because even though young people try their best and they participate and they suggest things and they form policies and we advocate for those policies, the government and especially, the Cyprus government needs to focus on young people more, needs to include the needs and ideas of young people in decision making in a stronger way. We have, of course, success stories, and for example, we have already mentioned the Youth Parliament project, which brings it narrows the gap between policymakers and young people, and it brings the ideas of young people on the table of decision-making processes. Генерацијските политики се најважни за опстанокот и за напредокот на државата. Лекцијата што мора да ја научиме е дека тие политики треба да се водат сеопфатно и да се засноваат на диалог со засегнатите. Уште поважно, тие мора да бидат усогласени за доброто на сите генерации. Бидејќи достоинствениот живот на постарите и успешноста на програмите за нивна поддршка може да се гарантираат само ако младите останат во земјата, добијат квалитетно образование и се вложат себе си во нејзиниот развој. Кога ќе се обезбеди тоа, за остатокот ќе се погрижат институциите. Дали личиме на Европската Унија е прашање што по својата важност го наминува прашањето дали и кога ќе станеме членка на Европската Унија. Тоа е прашање на можности и стандарди што овозможуваат подобар живот, на ангажманот на државните институции и на општеството во градењето подобро утре. Европа не треба да ја гледаме како символ на совршенство, туку како символ на желбата за усовршување, на желбата секој да ги ужива своите фундаментални права.